И сега, значи, овие со цел во тоа едно редефинирана Југославија, Сојузна служба да го задржи своето влијание, значи носи план општествениот капитал да се приватизира и да се даде на најелитните кодоши соработници. Сега да не зборуваме сега не се битни Словенија и Хрватска. Ова не Господин Бачев, морам да ве прекинам. Во тој момент министер за правда или правосудство, како се вели, во владата на Анте Марковиќ, значи на сојузно ниво е Владо Камбовски. Владо Камбовски е посебно приказна. А Киро Глигоров е главен советник на Анте Марковиќ. Дури има теза, само ве надополнам, има теза дека Киро Глигоров е вратен во Македонија со задача како делегиран човек. Како делегиран човек да се заврши целата таа приватизација и трансформација на Македонија. Значи тоа е модел во кој Анте Марковиќ и Кадиевиќ, значи сите учествуваат, или тоа е некој модел Андропов. Капиталот да се изнеси, да се пренеси на други раци, тие луѓе како чисти, како капиталисти да се вратат после да владат, дали со Русија, дали со Македонија, така на. Така да ве разберам. Па сум го пишал јас тоа за Киро Глигоров уште пред 15 години го напишам. Он е под псевдоним Гавран, значи Гавран, соработникот. Значи и сега што ми беше поинта на сојузната служба е Киро Глигоров. На сојузната, тоа 45-6 година кога знаме туше од Белград. Значи под сојузно име Гавран. Така. И сега зашо Гавран? Сега службата дава псевдоними сега. Не, како ги дава тие псевдоними? Например, овој беше Александар Антич. Го прашав ја зашто Александар Антич, он ни река да не си го забораи кодното име, бидејќи АА мора да има иницијали Александар Антич. Не. Ги даваат, па види се, има различни, па ги даваат на пример по некоја карактеристика на самиот човек, еве што велите и вие. Да. Така личи на. Така. Да. И сега што е тука интересно, значи службата сојузна со цел да во едно идно така редефинирана Југославија за да го задржи своето влијание, го носи тој проектиран план. И сега тргнал во Македонија. Во Македонија во тоа време значи десетина, тоа е познато, десетина одбрани транзицијски, некои ги викаат олигарци, ја ги викам бандити, значи ќе го присвојат целиот општествен капитал. Тие се најелитните соработници на службата. Пример Свето Јаневски, Стеронаков, овој е покојниот на Скопски пазар Трајче Давидков, покојниот на Алкалуит Мукаетов, овие една група од Технометал Вардар, Гуштиров, сите што се пратени во. Значи тоа се најелитните кодоши уште од најмладите денови на службата. Значи така напредуват во кариерата. Така, тие се од најмладите денови соработници на службата. Еве на пример Трајко Мукетов завршил факултет во Белград. Е близок пријател или е дете кој е под контрола на Тошо Шкартов, еден од луѓето кој формира службата во Република Македонија. Васил Мукетов е во Стопанска комора, во роднински врски, еден од најблиските, ако не најблизок пријател на Тошо Шкартов. Значи, гледате, не може да влезе некој аутсайдер што се вели туку. Мора да се нивни деца мора. Си има, тоа се прават безбедносни така проценки, се дава безбедносно мислење и вака се региони. Илја Камчев беше Макотекс, Јордан Мијалков беше Макотекс. Еве да видим малку можеби ќе делува и така интересно, малку и на шега да ставиме работа. Значи они кога ги бирале, ги викат вака: тебе ќе те пуштиме, ќе бидеш политичар, ти ќе бидеш стопанственик, ти ќе бидеш познат спортист, ти ќе бидеш ова. Значи ги рекрутира службата и ги праќа. Еве да кажеме, еве на пример во сега ми текна пример во моментот селото Псача. Познато ти е, таму е Тито Петковски и Добри Величковски. И они се мали деца, и на Добри му викат тебе ќе те правиме безбедњак, од млад на Тито му викат тебе ќе те правиме политичар. Пуковник. Па така ги Пуковник Тито Петковски. Така ги рекрутира службата. И се овие што ги направи сега да не избегнаме од темата. Значи Псача ако победеше Тито Петковски можеше Кумровец да биде. Го давам како пример, тоа е модел за генерално за сите.